за реформскиот напредок на Македонија потенцираше дека треба да се зголемат износот на финансиите и на локално и на национално ниво за да се намали аерозагадувањето. Овој амандман се однесува на транспортниот сектор, кој што е исто така многу битен за намалување на аерозагадувањето. Но што направивте вие? Наместо да ги зголемуваме средствата, ние ги намалуваме. 100% намалување за мониторинг и заштита на аерозагадување како дел од одговорностите на Министерството за животна средина. Па се прашувам, ако ние не вршиме мониторинг и ако не преземаме мерки за заштита, како ќе превземаме акцијски планови и проекти во насока на намалување на аерозагадувањето? Што вели дел од извештајот на Европската комисија? Ограниченото спроведување и ресурсите, слабата меѓусекторска соработка и координацијата помеѓу централните и локалните власти го ограничуваат влијанието на мерките за намалување на аерозагадувањето. Загадувањето на воздухот во поголемите градови останува сериозна грижа. Токму со овој амандман 5000 возила во Скопје, 5000 возила во внатрешноста на Република Македонија би биле една иницијална каписла и зголемување на оној повик кој што вие го споменавте за субвенционирање на ваков вид на мерки. Искрено очекувам уште очекувам од пратениците на СДСМ и ДУИ истиот да го прифатат. Тука извадив и некои податоци од Заводот за статистика во поглед на такси превозот на патници. Според податоците на Државниот завод на статистика во 2020 година превезени се 11 милиони 83 илјади патници, од кои 10.404 во градскиот, 10 милиони 404 илјади во градскиот превоз, а во меѓуградскиот превоз се превезени 679 илјади патници. Потрошувачката на гориво во тони: бензин 231, дизел 3002 и автогаз 2197. Токму со вакви мерки ние треба да се стремиме да чистиот и безбеден транспортен сектор придонесе кон намалување на аерозагадувањето. Уште еднаш би апелирал, би се задржал на амандманот, затоа што свесни сме дека нити има мониторинг, нити има заштита и нити оние 38 мерки против аерозагадувањето кои што требаше да ги превземе до сегашниот градски Татков Шилегов, а превзеде само една, се недоволни и некомплетни за да ние имаме напредок во овој дел. Затоа би апелирал уште еднаш до сите вас да овој амандман се прифати, затоа што навистина ние сите ги дишеме тие штетни PM честички, посебно во Скопје, во поголемите градови во Република Македонија, како најзагадени општини во Скопје ги гледат извештаите од Светска банка се општините Центар, општините Карпош, општините Бутелона, кај што е најконцентрирано населението и протокот на луѓе и патници. Така да не би имал што да додадам, очекувам од сите вас овој амандман да биде прифатен. Благодарам.